Преку анализа работена од страна на Организацијата на жени од Битола, резултатите покажале дека опкружувањето на Битола има голема потреба од грижа за стари лица, односно дека секое трето семејство има потенцијални корисници на услуги од старски дом. Токму од оваа причина Светлана Петковска, водена од овие показатели, а општина Новаци од потребата, денеска најавија отпочнување на реализација на иницијатива за отворење старски дом во оваа општина. Јавно-приватно партнерство ќе се договараме понатаму, како тоа ќе оди, но најбитно е дека ова нема да биде класичен бизнис. Тук ќе биде една општествено одговорна и едно социјално предприемништво кое што ќе се грижи за ранливата група на категорија на граѓани, тоест возрастните и стари лица. Многу ми е драго што и државата како почувствува дека сето ова треба да се поддржува со разни грантови, тоест едно од тоа е грантот конкретно за старски домови. Исто така, женското предприемништво се повеќе се негува и во сите документи на владата кои што ги вади, женското предприемништво се поттикнува. Овој објект ќе биде отворен во постоечката стара амбуланта на излезот од Новаци кон рек Битола. Планирано е да биде од мал капацитет за околу 40 лица со 10 вработени во домот. Нивни предлог беше ова да се отвори старски дом. Заинтересираноста на вистина е многу поголема и тука со поддршка при разговор со Светлана, која е иницијатор на сета ова работа, дојдовме до заклучок да отвориме овој објект како старски дом. Ова земјиштето е на рек Битола, каде што ни е отстапено, објектот ќе го легализираме и ќе го обновуваме понатаму. Првичната проценка на неопходни средства за пуштање во употреба на овој дом за стари лица се околу 200.000 евра со реконструкција, опремување и секако вработени. Ке се аплицира со проект до ИПА фондовите. Ке се искористат повласниците кои ги нуди владата на Република Македонија, а учество ке има и општина Новаци и до година се очекува пуштање во употреба.